Родителство од срцето. Љубов. Ова е најважната родителска вештина од сите останати. Повеќето луѓе си мислат дека тоа доаѓа природно, но често родителите ја репродуцираат сопствената научена родителска парадигма, без вистински да размислат дали навистина доаѓа од срцето или не. Всушност, не можете да го сакате и почитувате вашето дете, ако не се сакате и почитувате себе си. И така, многумина од нас израснаа со пораките на "не си доволно добар", што ја негуваат ниската самопочит и предизвикуваат тешкотии со сакањето на себе и самоприфаќањето. Секој кој работи со децата ќе треба да ги согледа своите внатрешни прашања за автоприфаќањето, кои може да се проектираат врз децата. На детето тогаш ќе се гледа како непослушен или своеволен, или надвор од контрола, или во која било од големиот број на "не си доволно добар" етикетите. Исто така, неразрешените лутини и непријателства на еден од родителите често се рефлектираат назад кон родителот и во однесувањето на детето. Често налутеното и темпераментното дете ќе го игра, манифестира кон надвор, семејството и околината, потиснатото чувство на родителот. Тешко е да се одгледува индиго или кристал дете, доколку не сте ги разрешиле вашите прашања, проблеми и сте способни да се сакате себе си. Да се очајувате себе си и да го изразите вашиот целосен потенцијал. Вашето индиго или кристал дете ќе биде вашиот главен учител, доколку не сте ги разрешиле тие проблеми. Ќе научите да се поттикнувате и да се вреднувате, додека тие ве учат на тие вештини. Но далеко е полесно ако веќе ги имате овие вештини. Тогаш одгледувањето на детето станува заедничка авантура на развојното растење. Многу е дискутабилно тоа ако ве награде казна, тој е дел еден на behavior терапија кој многу често се користи кај децата. Јас сум голем противник на казна, лично. Јас сум голем противник на користење на сила. Треба на детето да им се укаже, ама не да се казни. Треба, ако и веќе се работи за некој казнување, тоа треба биде договор со детето. И детето само си одбере казната, а не ние да го ставиме во некој ќоше. Можете да замислите колку е понижувачко, колку е страшно чувство да се дете стави у ќоше, да се стави само во соба да не излегува. Еден адолесцент да го казните да не излегува. Има ли пострашно нешто што ќе продуцира бес во него, револт и отпор кон било какви промени? А има ли нешто попонижувачко за родител да дигне рака на своето дете? Сметам дека успешни се оние луѓе кои се фалат. Оние луѓе во кои потикнуваме она што тој позитивно го има. Ако јас ви кажам колку си убава, колку си прекрасна, колку убаво зборуваш, колку добро мислиш или колку добро знаеш математика, тоа ќе биде мотивирачка сила да ние се стремиме кон резултатите за кои ќе почнеме да веруваме дека се дел од нас. Ние го викаме во психологија позитивна гратификација или туширање со убави пораки. Немојте ни еден ден да ви помине без да го пофалите своето дете. Немојте ни еден ден да ви помине без да го пофалите во неговото секојдневно функционирање. Со децата не треба да ги испрашуваме, треба да ги слушаме. Една од грешките, кога ги казнуваат децата, и најчестите разговори кои родителите и прават со своите деца, како помине у школа, дали доби петка. Многу малци се родители што прашуваат дали денеска некој беше поубаво облечен од тебе, дали со некого зборуваше за филмот што го гледаше. Значи, треба да го смениме стилот во функционирање, да не ги на некој начин фрустрираме своите деца со нашите очекувања. Нашите очекувања треба да ги прилагодиме на потенцијалите и можностите на секој дете индивидуално. Безусловно прифаќање на детето. Ова често е една од најтешките работи за еден родител.
Често родителската гордост бара од децата да живеат според одредени очекувања или да исполнуваат одредени улоги. Имаат собствена дефинираност и своја осетливост и смисла за тоа кој и што се тие. Ова е многу јасно за нив, но понекогаш тоа нивно чувство на кои се тие може да биде во директна спротивставеност со желбите и потребите на родителите. Кога тоа ќе се случи, потребен е многу посебен родител за да може да каже: јас те прифаќам таков каков што си и ти не мораш да бидеш како мене. Несигурниот родител може да ја свати различноста на детето од него или себе си како закана и да побара од детето прилагодување, едноличност. Но новите родители им овозможуваат на децата да се расплетуваат и да бидат она што се, дури и ги поттикнуваат и аспектите на детето кои што можат да бидат непознати за нивниот начин на размислување, а таму лежи тарбата на детето. Новиот родител исто така прифаќа дека како што индиго детето расте во адолесценцијата и зрелоста, можно е да не ги изберат да ги следат сигурните и одговорните патеки на кариерата кои родителот може да ги посакува за нив. Индиго може да посакуваат да бидат креативни или да патуваат низ светот и да го спознаат животот, отколку да одат на колеџ и да ја следат таа животна патека. Новите родители ќе треба да разберат дека индиго и кристалите го гледаат животот како тековна креација, каде што тие се слободни да направат ремейк, повторно создавање, креирање на самите себе кога ќе се почувствуваат подготвени, следејќи ги своите копнежи. Тие веројатно ќе немаат интерес за безбедното и сигурното, туку за копнеж и креативност и забава. Ова не мора да значи дека тие нема да креираат изобилство. Често, индиго возрастните го создаваат истото ниво на изобилство како и нивните родители, пред да наполнат 30 години, но тие го прават тоа на невообичаен и креативен начин. Почитување. Ова е тесно поврзано со безусловното прифаќање. Ако родителот може да го прифати детето такво какво што е, тогаш на ова прифаќање може да се изгради взаимното почитување еден кон друг. Ова меѓусебно почитување е неопходно потребно како основа на која односите родител-дете ќе се градат. Многу родители, водени од стариот стил на родителство, гледаат на децата како неискусни и прилично глупави, додека не научат поинаку од страна на повозрастните, кои се поискусни и помутри. Новите родители се свесни дека нивното дете е еволуирано битие во мало тело и дека постои и меѓусебна размена на идеи и искуства во поврзаноста. Родителот го учи детето на вештините за обстанување кои се потребни за животот на планетата во тоа време. Детето ги учи родителите, нивните перспективи за животот кои произлегуваат од неговата поблиска врска со духовниот свет. Ова взаемно почитување значи дека секој од вас ќе му овозможи на другиот да биде она што е, без потреба од критика или непријателство, ако постојат различности. Всушност, новиот родител ќе ги согледа овие разлики како нешто што треба да се слави, како да почнуваме да ја разбираме огромната разновидност и можност, својствена за човечкиот живот на планетата денес. Кога ќе ги прашате и нашите советувалишта кога ќе дојдат возрастни луѓе, многу полоше се чувствуваат поради емоционално лишување, него поради физичка болка. Страшно е да му се љутиш на собственото дете, али имаш право да бидеш загрижен зошто си дозволуваш себе си емоционално го лишиш своето дете. Зошто себе си се казнуваш да не го почувствуваш неговата нежна душа, да не го слушнеш неговиот мил глас, да си ги напуниш батериите да станеш позитивен. Мислам дека децата треба транспарентно да им се каже: те сакам. Не само да им се покаже, но треба да се каже дека денеска сум љута, али тоа е мој проблем, а љута сум ради ова и оваа ситуација, што не значи дека не те сакам. Во психологија многу тоа се експресии на емоции. Многу често не треба да се каже, децата не приметуваат да сме среќни, несреќни, љути, гневни.
У психологија е позната причина така наречени double bind пораки, дупли пораки. Тоа е кога родителите едно зборуваат, а друго покажуваат. Многу те сакам, а однесувањето да биде грубо. Таков начин на однесување на родители во подоцнежна возраст може да даде сериозни психички и ментални декомпензации. Толеранција. Оваа тема исто така е поврзана и со останатите две. Ако постои безусловна прифатеност, љубов и взаемно почитување во домот, тогаш таму исто така ќе постои толеранција за разликите и различните потреби на секој член од семејството. Оваа толеранција потоа може да се прошири и на поширокото општество надвор од домот. Ако ги учите вашите деца дека вие сте окей со себе, а тие се окей со себе исто така, тогаш постои поголема веројатност да се пренесе овој модел во нивниот контакт со различните деца и луѓе со кои се среќаваат во училиштето и во социјалните институции. Оваа толеранција кон другите и прифаќање на другите е дел од мисијата на Индиго и Кристал децата, кои што ќе им помогне во создавањето на светот во кој постои толеранција и прифаќање на сите. Новиот родител ќе му покаже на своето дете дека тие можат да се поврзат со луѓето кои се различни, но со почит. И дека тие можат да ги почувствуваат разликите и да ја прослават разновидноста, наместо да постојат закани и стравови, што е поврзано со стариот стил на одгледување. Ефективноста на аспектите на парадигмата на новиот родител, спомнати погоре, често лежат во способноста на родителите да ги споделат животните вештини со детето. Ова најефективно се врши преку вештините на комуникацијата, преговарање и дисциплина. Комуникација. Комуникацијата со вашето дете е еден од клучните начини преку кои можете да покажете љубов и почитување. Самиот акт на комуникацијата е еден вид на давање и примање. Лицето кое комуницира, дава или разменува идеи, а личноста што ја слуша ги прима тие идеи. Двата процеса се активни, во кои примањето или слушањето исто така е вештина. Како родител, треба да се движите надвор од начинот на издавањето на наредби и упатства, кои што очекувате вашето дете да ги исполни без прашање и со покорување. И над се, не треба никогаш да го изгубите темпераментот и да викате, да се дерете во процесот на комуницирањето со вашето дете. Употребата на гневот и насилството во комуникацијата само ќе го научи детето дека за да се биде по негово, мора да направи најмногу врева и да биде најагресивно. Исто така, физичката казна го учи детето дека со цел да го добие она што го сака, во согласност, ќе мора да биде агресивно и насилно. Овие модели на комуникација ќе се интернализираат, а потоа може да се екстернализираат кога детето ќе соработува со своите врсници. Кристалните деца особено се тука за да доживеат моќ, а ако тие учат од вас дека насилството е еднаква моќ, тогаш тие ќе ја играат таа игра и најчесто ќе бидат против вас. Далеку подобро од учењето на вашите деца да комуницираат ефективно е комуникацијата со почит. И тука е клучот за двете страни, да слушаат што другите имаат да кажат. И во чинот на слушање на вистина да добијат и да го разберат она што другите го чувствуваат и имаат потреба. Комуницирајте со вашето дете за сите семејни проблеми, кои ќе влијаат на него или неа. Немојте само да претпоставите дека бидејќи тие се мали, тие едноставно треба да се согласат со она што вие го сакате. Децата имаат емоционални потреби кои треба да бидат земени во предвид при донесувањето на одлуки кои ќе влијаат врз целото семејство. Тоа се посебни ситуации, значи има добар и лош развод. Зборам за развод на брачните партнери. Меѓутоа, што и да се случи, едниот и другиот остануваат родители. Можете нешто сакат меѓу себе да зборуваат, што сакат да прават и како сакат да се раздават, али нешто што мора да биде стална комуникација меѓу нив се децата. На децата им е тешко,
Ниедно дете не е срекно кога родителите се разделуваат. Меѓутоа е страшно дека таа цела таа заедница, ако мажот и жената го триангулираат детето во нивен брак, па детето стане тоа кое ќе одлучува дали тие ќе останат заедно или нема да останат заедно. Уште поужасна мене ми е пораката која велат ние седиме во брак ради децата. Тоа е нешто што е недозволено, пошто она што зрачи во атмосферата, она што е напнатост, 3 пати по-лоши дисфункционалности ќе предизвика кај детето. Значи, не се добри разводите. Затоа постојат брачни и семејни советовалишта. Све почесто родителите, мажот и жената кои се разведуваат, доаѓаат заеднички да прашат како тоа да му го соопштат на своето дете, како во која возраст да му го соопштат, дали дете орална, анална, фалусна, латенција, адолесценција, пошто различните пристапот и различни очекувани проблеми зависно од возраста кога се разведуваат брачните партнери. Ако, не дај Боже, некој од родителите почине. Тоа е една сасвим поинаква ситуација. Тука треба да се работи на процесна тага. На процесна тага кој брачниот партнер ќе го разработи и ќе остави во интеракција со децата, и тоа е сериозна дискусија, сериозно исплакување на нештата, задржување на позитивните емоции, на љубовта и сетноста кон изгубената можност да уживаш во нечиво присуство, чиви гени ти носиш. Преговарање, договарање. Преговорите се дел од процесот на комуникацијата. Ако сакате вашето дете да следи одреден пат или да направи некои работи, тогаш ќе треба да им објасните зошто го барате тоа од нив. Индиго и Кристал децата не се заинтересирани за авторитарни команди, но тие ќе ве послушаат ако зборувате спокојно и ако се договорите со нив за тоа што го сакате. Ако она што го сакате не е особено привлечно за нив, можно е да се договорите за награда со нив за да го направат тоа што го барате. Во овој случај се работи за победа ситуација, каде што двете страни добиваат нешто што сакаат. Вештината овде не е манипулација, иако родителите на паметните индиго деца ќе треба да внимаваат детето да не се здобие со манипулативно однесување. Напротив, тоа е постигнување на место на взаемен комфор, каде што двете страни се во согласност и задоволни со тоа што треба да се направи. Например, ако раскривањето на играчките е проблем, преговарајте со детето дека ако играчки се расчистат секоја вечер за една недела, а потоа на крајот од неделата може да се случи некоја размена, подарок. Ако не, нема подарок. Повеќето деца ќе соработуваат околу предлогот како овој, наместо да ја слушаат мајката како постојано извикува зошто играчките не се ставени настрана. Добро, затоа што Индиго и Кристал децата генерално имаат и други поважни и креативни работи кои треба да се направат отколку да ги стават настрана играчките. Дисциплина. Иако ова е оставено за крај, ова е обично најемотивната тема во разговорот со родителите. Дали можете или не да давате ќотек како казна или да наложувате граници? Моето лично убедување е никакво насилство, било кога. Ова само може да го научи детето дека насилството е алатка за добивање на тоа што се сака. Сепак, јас исто така верувам дека концептот на дисциплина е лошо разбран во нашето општество. Се поистоветува со правила и прописи и казни. Всушност, зборот дисциплина има ист корен од зборот ученик, а е поврзан со наставата и учењето. И најефикасниот наставник не е оној што вика и е насилен, освен ако не сте во армијата. Во својот секојдневен живот, наставата е најефикасна. Кога тоа доаѓа од срцето и е предадена на љубезен и внимателен начин. Децата треба да знаат каде се границите
и што се очекува од нив во рамките на семејниот контекст. Ова помага да се обезбеди чувството на сигурност, што го поттикнува мирното однесување. Но оваа информација може да се пренесе со љубов и на тивок начин, со користење на вештините на комуникација и преговарање. Многу искрено ме прашавте, јас дури ве почувствував сега во емотивноста како ми го поставувате ова прашање. Нема унифициран модел. Некои деца кои растеле во дисфункционално семејство се трудат екстремно да не бидат како нивните родители. Другите, пошто им е тоа модел, сакале тоа избива од нив. За мене е најважно да новокомпонуваниот брачен пар се договори. Штом ќе настанат проблеми, ако не успеваат сами да го најдат решението, да побараат помош. Не од мајките и татковците, од браќата или сестрите, затоа што е тоа субјективниот став кон решавање на проблемот. И уште повеќе го усложнува проблемот. Значи, ако и не знаеме како да се однесуваме, ако и не знаеме како да најдеме решение, или ако предолго ќутиме и предолго викаме, звона на сите страни да се побара стручна помош. Физичкото казнување на децата води до сериозни болести во иднина. Додека се мали децата, родителите често знаат да го употребат и ќотекот како метод на воспитување. Па оттаму произликува и познатата изрека «ќотекот е излезен од рајот». Но токму тој метод може да доведе до здравствени проблеми кај децата во иднина, а ова се однесува на деца кои од време на време биле туркани, удирани, кубени, а не злоупотребувани и запоставувани. Новата студија покажува дека ќотекот во детството се поврзува со појавата на физички болести како дебелина, артритис, па дури и кардиоваскуларни болести. Минатата година истражувачи од Универзитетот од Манитоба во Канада објавија студија во која стоеше дека физичкото казнување може да доведе до ментални пореметувања кај децата во иднина. Оваа година истите истражувачи повторно ги анализираа собраните податоци во 2004 и 2005 година и заклучија дека физичкото казнување го зголемува ризикот и за други здравствени проблеми. Истражувањето опфатило околу 34.000 возрастни лица кои одговориле на прашањата дали како деца биле туркани, влечени, кубени, удирани. Учесниците исто така дали извештај и за нивното здравје во моментот. Околу 13.000 лица од нив изјавиле дека биле физички казнувани, барем понекогаш додека биле деца. Овде не се вклучени оние кои биле екстремно физички казнувани или емоционално запоставувани. Во споредба со луѓето кои не биле физички казнувани како деца, овие имаат дијагностицирано најмалку една хронична болест. 25% имаат артритис, 28% кардиоваскуларни болести, а 31% проблеми со прекомерната дебелина. Истражувачите признаваат дека поврзаноста меѓу физичката казна и овие здравствени состојби може да биде комплицирана. Например, физичкото казнување во детството може да доведе до проблеми со спиењето или хроничен стрес, што за возврат ќе резултира со болести како кардиоваскуларни или пак дебелина. Сепак, јасно е дека физичкото казнување на децата не е добро за никого, особено кога постојат голем број на други методи за дисциплинирање на децата, а не вклучуваат удирање.